Здраво на сите, ево уште еден туторијал, ова ќе биде малку краток во продолжение на претходниот. Значи, прави да видиме за што ќе станува збор во овој туторијал, па да го стартуваме претходниот. Најверојатно некој од вас веќе го има пробан овој, му снима случајно, но ајде да видиме. Значи, вика внесете го вашето име. Внесуваме Никола. Значи, што е да внесеме? Стринге. Добро, внесете го вашето презиме. Горгиев. Горгиев. Добро. Внесете број на години. Ајде тука, наместо бројки, да внесеме некои букви. Ајде да речеме ГГ. И како што гледате, кодот ќе ни падне. Вика throw exception и нешто лошо си има случајно. Show details и пишува тука нешто мање битно. Close. Да видиме што се има случајно. Значи, внесуваме string и кодот пробува тоа што го има внесено за години да го парсира или конвертира во integer или во цел број. Бидејќи ние внесувме GG не може да биде на никој начин, програмот не може да го конвертира во цели броеви и кодот тука ни паѓа. И да видиме како ќе го средиме ова. Значи, ова, ајде да речеме, ќе го искоментираме сега за сега. Значи, ова имаме две кости црти и се натаму кодот ни е искоментиран. Значи, не се компилира и е како обичен текст ни е за опис на кодот, за да може ние да се пишуваме некој опис, за утре кога ќе се навратиме, да може да се снајдеме кој е, каде и што е. Кој што гледате сега, години не може да биде пронајдена. Значи, имаме дојдено до тука. Значи, имаме внесено некој бројка од тастатура и да видиме што правиме натаму со тоа. Еве и ова ќе го тргнеме сега за сега, да не ни смета. Значи, може да имаме една функција што се вика try parse. И таа се наоѓа тука. Try parse. Сега малку ќе ви изгледа комплицирано, но try parse. Што прима? Значи, првиот параметар кој го прима функцијата, кој што гледате, прима string. И овде ви опишеме. A string containing a number to convert. Значи, ние стрингот што го содржи бројот, ние во ова променливо. Ставаме таа и вика после понатаму имаше повеќе конструктори. Еве, значи има повеќе конструктори, како што гледате, има 4 варијанти од оваа функција. Значи, првата прима string со out integer result и другите кои моментално не интересираат. Значи, први внесуваме стрингот во кој што се наоѓа текстот кој сакаме да го парсираме во integer и потоа пишуваме out и варијаблата во која што сакаме да го сместиме тој број. Во нашиот случај тоа би било години. Ова out значи дека параметарот што ќе го пратиме во оваа функција на излезот ќе биде променен. Значи, ако го пратевме без ова out, за ова ќе зборуваме покасно, го праќаме вредноста во години, што случува во функцијата и горе се останува колку се вредноста. Кога ќе ставиме out, значи резултатот што ќе биде променет во оваа вредност ќе биде променет и овде. Не знам дали доволно добро ви го објаснив, но за ова ќе зборуваме малку подоцна. Значи, се што ќе се случи е, кога ќе дојде кодот тука, така да го вратиме назад, во оваа функција try parse го праќаме ова што сме го внели тастатурата за години, или во претходниот случај го внесуваме GG, и потоа функцијата пробува тоа GG да го трансформира во број. Ако не успее да го трансформира, значи никому ништо фактички нема се деси. Практично, ајде да видиме што ќе се случи. Значи, ово не ви го спомнав, значи сите
кој ги декларира на променливите, сите имат некоја дефолтна вредност. Интеџерот во овој случај има 0. Презиме е празен стринг, празен стринг и име празен стринг иницијално. Значи ово без да го пишеме, така се ако пробаме да ги испечатиме вредности, ќе видиме дека тоа ќе ни испечати. Ако пробаме да го печатиме име, ќе видиме ќе ни се испечати празен стринг. Овде веднаш кај што ако пробаме да ги испечатиме години, ќе ни биде испечатен празен стринг. Значи, кога ќе го пробаме сега кодот, внесуваме GG, доаѓа кодот тука, пробува тоа да го парсира во интеџер, не успева, значи години ќе си има иницијална вредност 0, ќе дојде овдека, вие сте родени 2019 минус 0 ќе ни се испечати 2019. Ако внесеме правилна бројка, ќе си се промени, да речеме, не знам, 28, ќе добие таа вредност од 0 ќе се промени во 28 и кога ќе дојде вие сте родени 2019 минус 28 и ќе добиете 1991. Најде да го пробаме тоа практично. Извинете што кашлам, значи сите видеа што се до сега, денеска се снимени и малку кој што гледате кашлам од време на време. Такво и времето. Добро, ова го изгасиме, не ни треба и вели внесете го вашето име. Никола, добро, внесете го вашето презиме, Горгиев, добро. Внесете број на години, ајде да пробаме пред со исправен резултат, 28. Вие сте родени 1991 година, окей. Добро, гасиме. Ајде уште еднаш. Сега ќе му внесеме повторно ГГ. Ова, Горгиев, добро, внесете број на години, ГГ. И кој што ви рекла, вие сте родени 2019, ви испечати. Добро, и мислам дека во овој туторијал тоа би било тоа. Поздрав!